Адолесценцијата е период на транзиција помеѓу детството и зрелоста. Вклучува промени во телото и начинот на кој една млада личност се однесува кон другите. Денес во приказна ќе зборуваме за оваа тема. Мајчинството е сериозен животен предизвик. Се чини дека Зорица Црношија одлично се снаоѓа во најодговорната животна улога. Мајка е на Бела и мате. Да се има двајца тинејџери дома е доста забавно и возбудливо, а затворената врата од детската соба всушност ја најавува оваа бурна фаза наречена адолесценција. Почна така, со затворена врата. Јас сметам дека децата во тоа време бараат простор да бидат сами, нели, да не сме ние тие кои што сме интрудери во нивниот простор и време. Не е многу страшно ако тропнам и побарам да влезам, да оставам некој пеглан јалиште или нешто така, ќе ми се даде пристап до просторијата. Меѓутоа, генерално, да, децата се поизолирани, позатворени и сметам дека е во ред да си осознаат што сакаат да прават во сопственото време и да не сум јас таа која што нешто аранжира или која што нешто, да кажам, спроведува. Би сакала да бидат самостални и би сакала да бидат автентични и да си остварат, односно прво да имаат време и простор за да, нели, да се осмислат себе си, да читаат, да истражуваат, така, да бидат сами со себе малку. Позната е поврзаноста помеѓу татко и ќерка, но и мајка и син, тоа е посебна врска. Се интересиравме дали е тоа така и кај нив или пак истиот пол значи поголема блискост. Децата се многу врзани за нас двајцата. Генерално ние сме едно семејство како црева. Меѓутоа морам да признам дека сепак со мене се малку поврзани во однос на сервисирање, во однос на сето она што им треба во текот на денот, во однос на сите нивни потреби и секираци. Дебатите се со мојот сопруг. Дебатите, истражувањата, размислувањата, тешките дилеми се со него. Јас сум тука менаџер за, како да кажам, за набавки. Адолесценцијата е транзиција од дете кон возрастна личност. За животот со двајца тинејџери Зорица ќе ни објасни. Јас морам да признам дека сум, да речеме, среќна во тој поглед, во смисла дека имам, без разлика што двајцата се тинејџери, имам стабилни деца, многу разумни, многу рационални, за нивни години многу артикулирани и многу свесни. Деца растени, да кажам, во хармонична средина, не се деструктивни, не се деца што многу изискуваат во смисла да бараат нешто што е надвор од нашите можности и надвор од рационалното. Син ми има 16,5 години, ќерка ми има 12,5 години. Двајцата се со многу голема емпатија кон нас, во смисла како родители кои што се доста ангажирани, имаат чувство дека треба да помагаат дома, да се ангажираат, да пазаруваат, да фрлат ѓубре, да измијат садови, да си ги наместат креветите. Се презадоволна сум во однос на тоа што го очекував, затоа што јас се спремив со тешка артилерија дека ќе имам тинејџери и кој знае што ќе ми се случи. Вака сум стварно задоволна, навистина задоволна од тоа колку се разбираме за годините што ги имаат, затоа што да, тоа се веќе деца, се смееме со една другарка, деца во години, нели, не се деца на 3 или на 4 годишна возраст, меѓутоа пак се со многу зелени мозоци. И во таа смисла сум задоволна како се разбирам со нив, колку ги разбираат нештата и светот што не обкружува. Уживам во тоа да ги гледам и да го гледам, да го наблюдувам процесот како тие растат. Ме фасцинираат нивните размисли, нивните согледувања, како тие го перцепираат светот околу нив, што осознаваат, што ми пренесуваат како искуства. Не е лесно, ама е забавно. Понекогаш има предизвици со кои се справуваат како родители, па дури и конфликтни ситуации. Имам, како да кажам, можеби недоразбирање во поглед на тоа колку тие нешто сметаат за приоритет, колку уважуваат некои работи, колку памтат, колку се организирани и колку некои нешта ги сваќаат сериозно, како обврски,
како таймлайн, односно како дедлайн за некои работи што треба да се извршат, како тежина на домашни задачи. И така, во тој поглед може би имаме поголеми недоразбирање и дебати дека нешто треба да се испорача на време, некој одреден квалитет треба да се даде, не може работите да се замачкаат и туку така само да ги претрчаме, нели, како обврска или како одговорност. Во тој поглед, иначе се доста разумни деца, морам да признам. Син ми не е дете кое што го крева гласот. Ќерка ми исто не е, меѓутоа знае да ми се наљути. Без разлика дали сум виновна или не. Она така смета во тој момент, е нервозна и така. Знае да се раздразни брзо. Јас сум потрпелива од сопругот е поимпулсивен. Ке се испоразвикаме на брзина, нели? Тука 10 минути, ти ова не запамти, зашто не кажа на време, кај ќе принтам сега, нели? Секакви ситуации, баш утрово имавме една таква. И тоа брзо се смирува и после свикаме, те сакам и јас те сакам. Во овој период мора да се разговара за емоциите кои треба да ги препознаат и со нив да управуваат самите тинејџери. Син ми е доста затворен и не сака да дискутира на таа тема. Во поглед на емоции кон други потенцијални партнери. Меѓутоа разговараме за емоции кои што ни предизвикале одредени ситуации, одредени места и одредени доживувања што сме ги имале заедно или посебно. И често разговараме за тоа како ние го гледаме светот, што не обкружува, што мислиме за работите. И гледам дека се доста приземни деца, обкружени со луд свет. Не викам ја дека моите деца се исклучок. Сакам да кажам дека се деца кои што растат во лудо време, а се прилично нормални. Додека трае пубертетот, родителите се чувствуваат запоставено. Имаат впечаток како на децата да не им е битен нивниот став, туку најважни се другарите. Го имам секојдневно тој впечаток, меѓутоа мене не ме терети тоа, во смисла, да, син ми пред некој ден изјави, мамо ти ништо не знаеш. И јас сум свесна дека во неговите очи ништо не знам, во ред, ќе се смени тоа мислење за некое време. Јасно ми е дека децата растат и дека јас како родител не сум најрелевантниот фактор за градење на нивното мислење и не сум референтната вредност за нив во моментов. И ми е кејф заради тоа, затоа што секако дека за човек да осознае нешто и да порасне и да стане свесен, треба да има мислења и разноликост со кое што е обкружен, за да осознае што е правилно. Како јас сум убедена дека јас сум вистинската и правата личност која што ќе каже што е релевантно на овој свет и што е вистинско и што е важно, како јас со која сигурност можам тоа да го кажам за да му го пренесам на моето дете. Во таа смисла сакам да има обкружување од кое што ќе учи, деца со кои што ќе се мери и со самиот себе, нели? Меѓутоа сметам дека е во ред да е така. Сметам дека е во ред јас да сум на страна, неговите другари нека се приоритет. И другарки секако. Родителите сакаат да го знаат друштвото на своите адолесценти. Да, сакам да знам со кои деца е, каде е излезен, до колку саат, со кого е обкружен, дали има батерија на мобилниот, кога ќе се враќа. Не сме обкружени, не сме во средина, без разлика каде живееме. Светот е изместен денес и ми е важно дали е безбеден, прво и најважно, после како се чувства и дали може да се врати дома. И дали можем јас нешто во тој момент да помогнам. Да, точно сакам да знам со кого е, каде е. Често се случува момчињата и девојчињата во периодот на адолесценција да поминуваат часови пред огледало, грижејќи се за својот изглед. Особено за да бидат прифатени од групата со која најмногу се идентификуваат. Сите треба да разбереме дека тинејџерите можат да доживеат кризи. Кризата на идентитетот се чини најзначајна карактеристика за периодот на адолесценција. Еве што носи истражувањето кое што го направивме.
Адолесценцијата е период на трансформација на децата во возрастни. Терминот има латинско потекло кое означува раст и созревање. Периодот на адолесценција најчесто почнува околу 12-тата година и трае некаде до 20-тата година од животот. Овој период уште се нарекува емоционален земјотрес, кој што го погодува не само младиот човек, туку и целото семејство. Тие навистина не можат да си ги препознаат своите емоции, особено во периодот на адолесценција. Зошто? Затоа што тие си се себе си сами центар на внимание, влегуваат во конфликтни ситуации многу лесно со родителите, со наставниците, со возрастните, затоа што на себе си гледаат на поинаков начин, отколку ние што нив ги гледаме. Адолесценцијата е исклучително важен период, затоа што тогаш се случуваат најинтензивните промени, како во физичка и телесна смисла, така и во психолошкиот и физиолошкиот развој на детето. Така, морам да кажам дека тоа е еден многу бурен период, така да овие промени се на неколку различни нивоа. Значи, најнапред се случуваат големи биолошки промени, значи некои растат, некои се стануваат покропни, некои слаби, значи понатаму освен тоа хормоните многу работат, значи пред се тие физички и физиолошки промени се во прв план кои стануваат видливи и веднаш после тоа и тие психолошки промени кои најмногу се одразуваат во тој емотивен дел и понатаму во она следна бунтовност преку емоциите, ставовите, размислувањата, предрасудите и сето тоа кај нашиот тинејџер, адолесцент, посебно во едно вакво немирно време, создава една голема револуција во која што морам да признам се бориме сите заедно да им помогнеме. Промените кои на адолесцентите им се случуваат во физичка и телесна смисла се видливи и очекувани, поради што и лесно се воочуваат. Па така кога ги препознаваме, најчесто не представуваат основа за стравови, неразбирање и грижа на родителите и возрастните. Но психолошките промени кои се манифестираат со различни облици на однесување на адолесцентите често остануваат непрепознатливи докрај и погрешно се етикетираат како невоспитаност, безобразие или разгаленост. Многу физички, сексуални, когнитивни, социјални и емоционални промени што се случуваат во ова време може да донесат конфликтни ситуации и анксиозност како за децата, така и за нивните семејства. Разбирањето на различните фази од овој период на секој млад човек може да влијаат врз развојот на неговата личност. Битна е нивната соработка да биде континуирана, да биде постојана, ако сакате и подлабока, попродлабочена. Зошто? Затоа што се она што се случува кај детето, кај адолесцентот во неговиот дом, во неговото обкружување и во училиштето, доколку родителот и наставникот на сите тие моменти обрнуваат доволно внимание и ги споделуваат едни со други, дотолку полесно ќе бидат во иднина да се детектираат сите евентуални проблеми кои што ќе произлезат од евентуалното примерно или непримерно однесување на адолесцентот. За да знаат до каде е границата, каде и што е она што е добро и до каде може да одат и што е она што воопшто и секогаш тоа ќе го знаат ако им ги предочиме последиците. Не им велиме најчесто не ова или објаснуваме, образложуваме, но мора да ги се свесни за последиците. Веќе се на таа возраст каде што мали нешта може да донесат до драстични последици. Свесноста за последиците доведува да се освестите и вие самите, од самите постапки, од сето тоа. Сите треба да разбереме дека младите луѓе во периодот на адолесценција можат да доживеат кризи. Адолесценцијата е трауматично време. Родителите може да се чувствуваат збунети и фрустрирани во комуникацијата со тинејџерот. Но најнапред треба и родителите добро да ги обучиме како и што и како да им придат, бидејќи на тие тинејџери пред се им треба доверба, им треба поддршка, а исто така и критика, но не критика како што ние милуваме и умееме да ја дадеме. Криза на идентитетот се чини е најзначајна карактеристика за адолесценција. Родителот мора да разбере дека периодот на пубертет е исклучително тежок и за детето, бидејќи тоа поминува низ многу судири.
Она што на детето му е најпотребно во овој период од родителите и од другите возрастни во обкружувањето се љубовта, поддршката, охрабрувањето, топлината и правилното насочување. Сакаме да разговараме со децата, односно јас кога разговарам, тука се присутни наставници, исто така и со наставниците. Сега пост-ковидот веќе планираме и од следната учебна година и од ова и со родителите поактивни едукативни предавања сме ги имале како стручни служби, токму на оваа тема и на оној премин од дете кон момче, па кон повозрастни млади луѓе, веќе во средна школа одат кон возрастни, како преку тоа што ги освестуваме за ова се што им се случува. Значи, тие се честопати збунети, честопати се наоѓаат со, како да ви кажам, со реченица, ајде ќе помине и ние сме биле така. Значи, за еден тинејџер тука ова што ќе излезе е страшно. Значи, 3 сантиметри што е панталоната не можам да влезам е страшно. Значи, таа слика за себе, кога вие ќе ја изместите, тогаш е многу тешко и напорно сето тоа да се врати назад, бидејќи сликата со себе носи многу работи сликата за себе. И самодоверба, и депресивност, и тага, и нерасположеност. Станувате пресензитивни на било што од околината што ќе дојде, што буквално нема врска со вашата состојба внатрешна, но станувате или пресензитивни, или станувате преагресивни. Значи, тука е тој медиум каде што ние треба да ги полека да ги носиме децата, но не можат само училиштата или сите психолози и педагози, сите ние заедно. Мора заедно како општество и родителите максимално да си дадеме поддршка едни на други. Ние не сме спротивставени страни, ние сме тука сите заедно. И само така може да успееме за нашите деца да им помогнеме и правилно прво да се разберат себе си што им се случува во овој период. Улогата на родителите треба да остане поддржувачка за детето, па дури и кога се случува ризично однесување на тинејџерите. Единствен е патот, а тоа е заеднички сите да соработуваме околу целата таа мисија и визија, да направиме ментално здрава личност. А што тоа подразбира? Тоа подразбира дека наставници, возрастните сите, наставниците и родителите секогаш мора да се во постојана и отворена комуникација. Кога ќе има проблем, да не се префрла топката од едните кон другите, туку заеднички да се седне на маса, да се разговара во длабочина, ако треба, околу проблематиката, да се најде соодветно решение и да може врз основа на тоа решение потоа да се превземат одредени начини со кои што ние би го усмериле тинејџерот единствено во таа некоја си позитивна патека. Тука мора да бидеме и во едно друго, нели, нешто заеднички, да сме со заеднички став. Имено, знаеме дека сме во време на технологијата и дека таа е неминовна. Меѓутоа, мораме да бидеме личен пример возрастните на децата дека само балансираното користење на технологија и тоа во насока на едукација може да биде придобивка на нашиот млад човек. Затоа што тенка е границата меѓу позитивното користење, балансирано користење на интернетот, на мобилните и на севкупно на технологијата и на станувањето зависен од неа, односно на нејзината злоупотреба. Во овој период од исклучителна важност е доследно и континуирано да се влијае врз потенцијално ризичното однесување на детето, и тоа пред се со засилена едукација во насока на превенирање на однесувања што би можеле да имаат штетни последици. Со психата на тинејџерот се случуваат најразлични промени, односно тие емоции често пати, бидејќи ова е една голема револуција во самиот организам и во самата структура, таа развојна структура, како што кажале и многу познати психолози и Ериксон, значи тука ние мора да бидеме многу внимателни кон децата и да ги почитуваме тие нивни промени, односно самата психа ми се случува на моменти едноставно да им дојде од сите тие бурни емотивни реакции, бидејќи не можат да ги контролираат. Самиот пубертет како период е почеток на адолесценцијата. И со самото влегување во пубертетот, бурни промени се однесуваат и на психолошки план и на физичкиот изглед кај децата. Децата стануваат несигурни во себе,
немаат доволна самодоверба, а сето тоа може да биде негативно подхрането од обкружувањето или од социјалната средина со која што дечињата имаат интеракција. Многу е битно да сите ние возрастните и наставниците, учителите и родителите обрнеме многу големо внимание околу социјалното обкружување на нашите деца. Од големо значење е кај детето да се развива вештината за преземање одговорност за сопствените избори, но и одлуки. Ова е периодот кога се ставаат можеби границите до таа 18-та година каде што ние треба да им помогнеме емоциите да си ги контролираат, чувствата, импулсивноста, бидејќи тие често мене ми кажуваат психологу не знам зашто ми се плаче. Па дојде плаче, не е некоја посебна причина или другарчето го погледнало од косто и кој знае што како го доживува сето тоа. Но не е тоа нешто што тоа другарче намерно сакало да го погледне или да му каже или се нашегувало. Сето тоа е одраз токму на овој период во кој што се мешаат емоциите, каде што ние треба да ги поставиме, да кажам, во еден подобар колосек со самата поддршка на децата и со правилно насочување и со големо внимание кон нив. И да направат некоја грешка, нели, што ние ја сметаме како грешка и најверојатно ќе биде грешка бидејќи сите така учиме, но сепак морам да нагласам дека учиме и многу по модели. Значи на нашите тинејџери им требаат на вистински модели врз кои ќе се осврнат, за жал тука ќе го спомнам починатиот Тоше Проевски, кој за нив беше на вистина еден модел, на еден хуман човек, на еден човек со правилни вредности, на една млада личност која што можеше да понесе. На вистина ние треба да им дадеме на децата многу добри модели за да можеме сето она што го зборуваме, сето она што го правиме со нив да го подкрепиме. Колку и да се изразени и неприфатливи промените на однесување кај тинејџерот за возрастните, тие во ниту еден момент не би требало да заборават на фактот дека длабоко зад отворениот револт на детето секогаш се крие неговата постојана потреба родителот да му биде заштита и потпора. Адолесценцијата, кога таа започнува и зошто е таа важна за младите и нивниот развој? Таа адолесценција предизвик е и за секој психолог и за секој стручно лице кое стапува во контакт со адолесцентите и со нивните семејства, со средината во која што тие живеат. Започнува некаде околу 11-12 година. Започнува со еден интензивен и брз хормонален развој. Променливоста на биолошки план е една од првите показатели, нели, дека почнува да се млади, односно детето да се соочува со промени кои што понатаму стануваме свесни дека се оние пубертетски промени или промени во таа адолесценција. Но секако нив ги следат и промени во однесувањето, промени во зборувањето, промени во размислувањето. И морам веднаш да споменам за семејството кое што заедно со својот адолесцент ги следи сите овие фази и промени, е во една голема недоумица како да се справи со тој интензитет, со тоа бурно реагирање, со таа променливост од утро до вечер, нели, кога во зависност од тоа како се чувствува адолесцентот, како семејството да ги амортизира своите образци на однесување за да може да му помогне. Инаку фазата кога семејството има адолесцент ја нарекуваме семеен земјотрес и не случајно е тоа така во системската и семејна психотерапија, затоа што навистина е како земјотрес. Не знаеме кое време, од која страна ќе наудри и со колкав интензитет сето тоа ќе се случи. А всушност, како семејни терапевти ги обработуваме темелите, односно снагите, резилиенците кои семејството ги има, за да видиме колку е тоа подготвено да се справи со овој потрес кој што го очекува. Колку во таа насока е важна улогата на родителите да не бидат тие кои што ќе контролираат, кои што ќе бидат јас кажувам сега, јас мораш да ме слушнеш, туку треба да се смени односот и да биде ајде да разговараме кога ќе може да разговараме, колку во таа насока треба да ги разбереме децата дека се во една состојба во која што се некаде измеѓу, не се ни личности, а не се ни веќе деца. Токму така, не се деца, не се ни возрастни, за да може да ги препуштиме сите тие, да речем, карактеристики да сами одговараат со нив. Именно зборуваме за период во кој што се редефинираат многу семејни вредности,
затоа што една од главните задачи на адолесцентот е да излезе, односно да почне да излегува надвор од семејството. Како ќе почне повеќе надвор да се движи кон средината, тој ги преиспитува семејните образци или семејните вредности кои до тогаш растеле и се развивале кај него и на кои што семејството го подучувало, и почнува да воведува едни нови начини на однесување, на размислување и воопшто на вредносен систем, кои што до тогаш за ова семејство биле непознати. Колку повеќе ги зајакнуваме стегите, односно колку повеќе ги воведуваме границите на семејството во една ригидност, толку поголема тешкотија му правиме на нашиот адолесцент, бидејќи не може да се пронајде себе си, не може да го изгради личниот идентитет и интегритет ако не го споредува со надвор. Средината, врсниците, воопшто надворешното обкружување се клучни во формирање на таквиот идентитет и интегритет на личноста. Некаде во доцната адолесценција или во преминот кон млад возрасен, ќе очекуваме да тој ги дефинира својата личност, да оформи еден идентитет и една дефиниција која понатаму ќе го следи во животот. Велам, контролите се многу честа појава кај нашите семејства, кога родителот исплашен од тоа што адолесцентот ќе му донесе дома или како ќе го насочи неговиот пат, воспоставува едни граници во кои смета дека ја одржува контролата, но веројатно и недоволно е свесен родителот за тоа каков бунт прави кај своето дете, кај својот адолесцент, затоа што му невозможува да израсне, да се развива онака како што навистина треба. И тука е приказната за воведување на некаква флексибилност на тие граници. Ние ги практично и ги учиме родителите да им помогнат на своите адолесценти токму преку разговор за тоа што ново научиле, што е тоа што ги восхитува од надворешниот свет, што им се допаѓа, што не им се допаѓа, дали ги гледаат можеби ризичните однесувања на врсничката група во која што се впуштаат младите. За жал, нели во адолесценција се најприсутни оние почетни контакти со зависности, со алкохолизам, со можеби деликвентно однесување и така натаму. И така натаму, веројатно се е она што е ноќна мора за еден родител. Но велам, без воспоставување на соодветен контакт и познавање на сопственото дете кон што цели или кои се неговите амбиции понатаму во животот, не можеме само со затворање и силна контрола да го заштитиме од надворешниот заканувачки свет. Колку во оваа насока е важен разговорот како можност да се споделат искуства од, например, времето кога родителот бил во истиот период? Колку, например, таа поврзаност низ разговор ќе биде корисна за воспоставување на една врска, нова врска? Тоа се богатство од искуства кои не сум сигурна дека многу често ги користиме, особено не денес кога ги прашувам родителите како беше кога вие бевте адолесцент. И тие прво што одговараат е да, ама тоа беше поразлично време. Моите немаа вакви грижи како што имаме ние денес, не беше нели ваква заканата од модерниот свет како што е сега. Меѓутоа, знаете, семејствата на исти или сличен начин ги поминуваат овие фази, без разлика на тоа кое е времето или како средината ќе се наметне. Разговорот, повторно ќе кажеме, клучен и неопходен за да го запознаеме нашето дете и да видиме колку е тоа сигурно со самото себе и колку е неговата самодоверба присутна и колку знае што е тоа што го вреднува и го сака. Имено, ако не се впуштиме во разбирање на адолесцентот, веројатно ќе се впуштиме во критика, во забрани, во потиснување или негирање на се тоа што адолесцентот има потреба да го направи и на тој начин му помагаме да формира еден негативен идентитет за себе или по негативна спрега да почне да го добива тоа што навистина му е потребно и сака да го добие. Тоа е развоен процес од кој што не можеме да го лишиме детето. Бунтовништвото е многу изразено, нели, ако не може по-добро, тогаш ќе тргне по-лошо да го оствари тоа што го сака. И овие механизми не биле напознати во минатото. Затоа велам, богатството е во искуствата кои што ги имаме, меѓутоа најчесто нели родителите на овие родители кои сега ги имаме тука не се присутни за да кажат како тие се справувале, меѓутоа ги враќаме на оние јаки снаги кои семејството тогаш ги имало. Да речеме, кога ќе дојдеше подоцна од излегување, како твојата мајка реагираше
на тоа и дали имаше забрана дека следниот ден треба 15 на минути да дојдеш порано или не смееш да излезеш следниот месец. Или зборуваме за таа ригидност ако постои. И сега имаме различни одговори, меѓутоа ги смирува и самите родители кога ќе успеат да го наслушнат, да ја наслушнат таа неизвестност кај сопствените родители кога самиот тој бил адолесцент и кога ќе се потсети дека и на нив тогаш не им било сеедно, имено со тоа помагаме да се нормализира чувството кај родителот дека да, ова е таков период кога сме постојано под некаков земјотрес. Меѓутоа, многу е смирувачки фактор кога ќе успеат да се уверат во добрите намери на својот адолесцент, на своето дете и ризиците да ги сведат на минимум. Велам да ги сведеме на минимум затоа што никогаш не можеме да бидеме сигурни дека нема да постојат ризици, но барем да сме сигурни во нашето дете и да знаеме што тоа прави и колку е свесно дека тоа што го прави ќе донесе некакви одредени последици. Ги споменавте зависностите, верувам дека тие се посебен предизвик за родителите, исто како што се предизвик за адолесцентите. За адолесцентите можеби како ново искуство, за родителите како страв дека можеби ќе станат иднина. Како да се постапува во тој случај, а да не биде контрола, туку да биде правилно насочување? Исклучително тешка тема и важна тема, особено за тоа што денес психоактивните супстанци се многу достапни за младите. Особено марихуаната, останатите клупски дроги или психоактивни супстанции кои што ги користат, што е една сфера, би рекла и непозната, меѓутоа и многу застрашувачка за родителите. Секој дете што ќе проба некаква психоактивна супстанца нема да стане зависник, ќе стане зависно на дете кое што живее во потешкоти во рамки на своето семејство, кое што е несигурно во себе, има ниска самодоверба или има таков тип на проблеми или конфликти со себе и со семејството или со околината од кој што ќе мора да избега на некаков начин. И именно бегањето е во некој свет на дрогите. Тоа што младите го гледаат кај другите се краткорочните ефекти на дрогата, односно какво е доживувањето непосредно по земање на супстанцата. Претежно се тоа восхитувачки и убави доживувања, додека возрастните, родителите, ги гледаат долготрајните ефекти на дрогата, а тоа е нереализирање на едни можности кај еден млад човек, пропаѓање на семејни вредности, пропаѓање на потенцијалот кај младиот човек да успее. И она што е исклучиво тешко е да им се помогне на младите луѓе да ги видат овие долгорочни ефекти, но исто така и кај родителите да видат зошто нивното дете има потреба од некаков тип на супстанца. Другата е семеен проблем, не е индивидуален проблем и ако работиме со зависности, тогаш целото семејство е потребно да се вклучи, за да може да даде поддршка во процесот на рехабилитација, потоа и на ресоциализација, се со цел да го разбере човекот и да ги разбере неговите внатрешни содржини, неговите внатрешни конфликти со кои што се соочува. Имено, знаете како, кога се соочуваме со голем број на проблеми, кога сме во недоумица, кога сме неприфатени, кога сме отуѓени или осамени, младите и ќе се повлечат во еден таков период. Социјалната изолација е многу често присутна пред да влезе зависноста или да влезе психоактивната супстанца на дневен ред. И во таквата една состојба, кога не може да изгради некоја слика за која што мечтаел дека сака да ја изгради или за себе, другата наеднаш ќе ги реши сите тие проблеми. Затоа што единствен проблем станува зависноста, односно дрогата, а се друго исчезнува. Така и за семејството, така и за младиот кој што почнува да користи дрога. Сега, велам, не е лесен процесот психотераписки во работа со зависностите, затоа што покрај тоа што треба да ја стабилизираме употребата, односно да ја оттргнеме употребата и да влезе во некаква абстиненција лицето кое користи дрога, сепак е потребно да истовремено работиме на сите овие образци кои што придонеле да еден млад човек се чувствува
нереализиран, отуѓен, отфрлен, без да припаѓа никаде. А ако не припаѓа никаде, најлесно ќе припаѓа во некаква група која што се идентификува со една своја карактеристика, да речеме посилна или поинтензивна, а другата е навистина моќна во тој поглед. Колку временски трае адолесценцијата? Поминува ли низ различни временски периоди, фази? Дали некој е поинтензивен, дали некој е помалку интензивен? Зависи, нели, зависи како е, зависи кај момчињата, кај девојчињата, зависи кој ќе почне побрзо да се озрева на некаков начин, меѓутоа да речеме некаде 18-тата година, 19-тата или влегувањето во тој циклус на млад возрасен, веќе велиме дека е стабилизирање на се она бурно што се одвивало кај младиот човек. Тука се би рекла периодот на запишување преместување од основно училиште и запишување во средно училиште, кога очекувањата се големи од самиот себе, па кога доаѓаат до разочарување или на реализирање можеби на своите замисли, на своите идеализации за тоа како сакам јас да изгледам со мојата врсничка група. И би рекла дека тоа се, нели, како ќе почнат на почеток промените да се доживуваат, тогаш е малку велам, тука е најтешко да се воспостави таа амортизација, а понатаму веќе и самите родители, а и адолесцентот се воведуваме во приказната дека стабилни сме кога се менуваме. Имено, знам дека утре денот ќе донесе нешто ново, но токму тоа е и стабилноста, да не биде се исто, дека променливоста станува прифатлива токму во таа смисла. И се разбира, ако има некаква потешкотија во овој процес, а често се случуваат нереализирање на развојните задачи, доколку има некоја потешкотија, тоа навистина знае да стане еден период кога интензивно се вклучени и родителите и адолесцентот. Можам да кажам дека е тоа некаде при крај на адолесценција, па тука се среќаваме со различни појави, да речеме за девојчињата, зборувам за оние потешки појави. Кај девојчињата е присутна анорексија, неприфаќање на тоа кој сум, што сум, каков сакам да бидам, потоа бурно реагирање на некои семејни наследства во смисла на образци, модели на однесување, неприфаќање на идентификување, лично идентификување со тоа од кое семејство излегувам и какво семејство сакам јас да формирам, па бунт, нели, околу сето тоа. И така натаму ред други симптоми кои што може да се појават, тие знаат сериозно да го закочат процесот и да не, без разлика велам во кој период од целиот тој процес на адолесценција ќе се случат, знаат да не застанат малку подолго на таа фаза. Ало Бушевка како сервис достапен за децата и младите 24/7. Најчесто се јавуваат, особено последнава година со годишниот извештај за 2022 година, менталното здравје не е тема која што е најзастапена и практично тука доаѓаат поплаките како булизирање во училиштата, нарушени семејни односи, се појавува и синдромот на отуѓено дете поради тоа што нели после бракоразводните постапки еден од родителите ја прекинува целосно врската со детето и тука доаѓа до практично отуѓување на самото дете и секако интеракцијата во самите училишни образовен процес во кој што имаме нарушени комуникации и со самите врсници, меѓутоа и за жал и наставници и деца. Во пубертетот како развојна фаза во суштина се случуваат големи промени и на физички и на психолошки план, а емоциите ни се практично важен дел од човековата природа кој што ги чувствуваме уште од самото раѓање. Така што во однос на многу важно за децата во адолесценцијата и во периодот на пубертетот е да знаат како да ги препознаат своите емоции и како да управуваат со нив. Затоа е многу важна и самата вештина на емоционална свесност, која што ни помага и ни кажува практично што сакаме, што не сакаме и како да се справиме со тоа. За почеток, она што може да го направат самите
деца и тинејџери е тоа што можат да не се осудуваат првенствено на самите себе си зашто се чувствуваат така, затоа што имаме и позитивни и негативни емоции и тие се сосема нормален дел од човековата природа. Кога ќе знаат и кога нема да се осудуваат дека зошто јас во даден момент се чувствувам сакано или тажно, тогаш се освестува моментот на емоционалната свесност, каде што понатаму треба да самите деца треба да си го оценат чувството до која мера нели влијае кај нив и секако да разговараат со своите најблиски за да можат нели да научат како да се справуваат со тоа. Практично со самото дојавување и јавување кај нас на Ало Бушевко телефонот за деца и млади, ние првенствено се фокусираме на разговорот да биде место кое што ќе е во доверба, за да можат, нели, кога некој се чувствува сигурно и има доверба, тогаш може да го сподели она што го мачи. Понатаму изнаоѓаме заеднички решенија и дискутираме во која мера е емоцијата застапена, кој е причинителот на самата емоција и понатаму како би можело самите нели да се справат. Секако доколку има потреба им ги советуваме и да се обратат на психолог или на психотерапевт, секако во соработка и со родителите. Најчестите стравови, па генерално се тука училишните достигнувања, понатаму физичкиот изглед, секако кај оние поголемите тинејџери од 15 до 18 години имаме и стравови дали ќе бидат прифатени во самата околина, во друштвото, како ќе го изградат идентитетот, дали ќе одберат соодветната професија, но се разбира дека ние сме тука и сме отворени постојано за да можат да им помогнеме, да им пружиме поддршка во соочувањето и справувањето со овие стравови. Би рекла наједноставно со прашањето како си. Затоа што многу деца неретко се прашуваат како се. И кога го прашаме самото дете како е, тоа добива, повторно ќе кажам, на сигурност и на безбедна средина во која што може да го и раскаже својот проблем. Секако разбирањето, поддршката, покажувањето на грижа, емоции, заедничкото изнаоѓање на решенија се само дел од начините на кои што можеме да им помогнеме, па и заеднички активности. Секако не треба да им даваме конкретни решенија, затоа што тоа би имало само дополнителен негативен ефект, меѓутоа секако како поддршка нормално е сме тука. Како родители, мора да разбереме дека периодот на пубертетот е исклучително тежок за сите, но многу поважно за детето, бидејќи тоа поминува низ многу судири. Она што му е најпотребно на детето во овој период од родителите и од другите возрастни од опкружувањето се љубов, поддршка, охрабрување, топлина и правилно насочување. Многу автори развојниот период на адолесценција го делат на 3 развојни фази, и тоа рана адолесценција од 11-тата до 15-тата година, средна адолесценција од 16-тата до 19-тата година и доцна адолесценција од 20-тата до 26-тата година. Врската помеѓу родителите и наставниците не само во адолесцентниот период, туку во текот на целокупниот воспитно-образовен процес низ кој што нашите деца, млади, младинци поминуваат е премногу битна и значајна, особено во адолесцентниот период, кој што во последниве години со последните истражувања чија што граница е намалена, започнува веќе од 10-тата година. Што тоа значи? Тоа значи дека веќе се сретнуваме со тој почеток на адолесценцијата кај дечињата веќе со завршувањето на 3-то оделение и почетокот на 4-то оделение. Периодот на рана адолесценција се одликува со бурно биолошко созревање, како именување на телесната слика на младиот човек. Во оваа фаза започнува половото созревање како на психички, така и на физички план, односно покрај телесни и хормонални промени се јавува интензивно и изразено хетерополово интересирање, како и почеток на градење на сексуално однесување. Во периодот на средната адолесценција, адолесцентите се во потрага по возрастни, а кои не се нивните родители. Овој период се карактеризира со потребата на одвоеност од родителите. Адолесцентите почнуваат со резерва да ги примаат советите од родителите. Пред се само ако ги почитуваме и ги разбираме
и пред се, ако и ние како модели, родители, наставници, општество, негуваме вистински хумани вредности, без предрасуди и без стереотипи. Без оглед на тоа што и да му се случува на детето, без оглед на тоа, како да кажам сега, ваков си, таков си, носиш црно, носиш бело, тоа е најмалку важно. Важно е детето да е здраво, да гради здрави односи и сето она што му се случува да го преработува на најдобар начин. Пред се прво со родителот, а тука се и во доверба оддаленските раководители, ние како стручни соработници, лица од доверба можеби што му се најблиски и секако заборавив да спомнам, многу е важна улогата на врсниците. Значи во ова сакаат да бидат соврсници, си бираат своји врсници, не само според тоа која игра игравме, највише сакам, него според интереси, според и затоа мора да се внимава и на тие врснички групи и да се предочуваат последиците. Не да им забрануваме сега ти нема да играш со Бетик, играш со Мирак, играш со Трајче и така натаму, него едноставно да се предочува кои се последиците од одредени однесувања. Само тогаш можеме да знаеме дека и да одиме во правилна насока како децата да ги изградиме во здрави личности. Не често, туку премногу често знаат да се случат и тоа ние велиме од неоправдани причини. Секоја причина се гледа од сите страни. Има и од оправдани причини и од неоправдани кои што се надвор од моќта да децата ги контролираат, односно адолесцентите. Зошто? Повторно ќе го спомнам социјалното обкружување, кое што негативно влијае на нашите тинејџери, на нашите адолесценти. Но во такви случаеви, кога ќе дојде до конфликтни ситуации, како наставници, како родители, како стручна служба и цел менеджмент во училиштата, се трудиме да најдеме заедничко решение повторно помеѓу пред се родителите и возрастните во присуство на тинејџерите, каде што се става проблематиката на маса, каде што честно и отворено се разговара за сето тоа, каде што настанатиот конфликт или проблем, ако сакате да го наречеме, кој што ние сега се трудиме да го нарекуваме како предизвик, пошто многу поедноставно звучи отколку грубото укажување дека е тоа конфликт или е проблем, го разгледуваме од сите страни. Го првен детерминираме, го идентификуваме, го анализираме и се трудиме да ги ослободиме тинејџерите и адолесцентите, се извинувам, да се искажат секој својата страна, па потоа да се држиме само до фактите, тргајки ги јасно на страна емоциите и вредностите, затоа што не смееме во тој момент на разрешување на било кој конфликт нив да ги замешаме. Во периодот на доцна адолесценција, од адолесцентот се очекува да го оствари потполното доживување за себе си, да го оформи и зацврсти сопствениот идентитет, да го прифати својот телесен изглед, да се прифати себе си како лице со одреден пол и со дефинирани сексуални интересирања. Биолошките промени директно влијаат врз промените во физичкиот изглед, уште од самиот почеток, забрзаниот раст и развој на телото и сексуалното созревање. Родителите и професионалците, наставниците, советувачите мораат да знаат кои промени се нормативни, кои спаѓаат во ран или доцен физички развој, со цел да му помогнат на адолесцентот подобро да се подготви за многобројните промени кои се случуваат во оваа развојна фаза. Еден од начините на кои што можеме да помогнеме е насочувањето на нашите деца, на нашите ученици кон спортувањето. Бидејќи лично сметам, дека спортувањето е наједноставниот, најсилниот и најдобриот начин за филтрирање на нивните емоции, за канализирање на нивните емоции и за полнење на нивниот дух со позитивна енергија. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Приказна. Веруваме дека поуките кои ги донесовме ќе ви помогнат полесно да се справите со земјотресот кој ви се случува дома во периодот на адолесценција. Довидување!